Борбата против дивеењето со тротинетите продолжува. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски најави дека владеачката партија ќе достави до собранието предлог за измени во Законот за безбедност во сообраќајот, со кој би се извршиле промени во старосната граница на управувачите на тротинети, а генералната политика околу возењето ќе биде многу построга. Имаме заострување на казнена политика и заострување на регулатива во делот на управување на електрични тротинети, особено во однос на најмладите, заради тоа што статистиката, бројките, повредите, сообраќајните несреќи предизвикани од страна на оние кои што управуваат електрични тротинети, незаконито управување по тројца на тротинет, по двајца, без кациги, без никакви правила. Потребата од измени во законот се наметнува како обид за заштита на најмладите, кои не ги почитуваат правилата во сообраќајот. Токму тие се најчестите жртви на неодговорното возење и речиси редовно завршуваат со тешки повреди. И бројките се најлоши, да кажам, во делот на младата популација, најголем број на сообраќајни несреќи предизвикани со тротинети се случуваат до 17-18 години. Така да предложените законски измени ќе се во овој правец се со цел повторно да имаме поголема безбедност во рамки на сообраќајот и да се ги зачуваме најмладите. Министерот го посочи успехот на Safe City во промената на сообраќајната култура, а претходно најави дека до крајот на годината системот ќе ги лови и тротинетите, ќе има поригорозни правила за мотоциклистите и максимална репресивност кон сите кои диваат по улиците.